судијата што и се валеше на жената оти као што суди на овој век, ќе судела и на тој век. Чита Александар Станојков. Се едно ја се валел еден судија на жената си, за дека судел луѓе на овој век и клавала псаана, така и на тој век ќе и судел луѓето и едни ќе и клавал во вечна, а пак друзи во рај. Ардо ќе и судиш луѓето бред човеку и ќе и клаваш едни во вечна и друзи во рај, ами тебе кој ќе те суди и кај ќе те клаат, тоа сакам да ми кажеш, му рекла жената му. Аби оти си будала, бори жено, јас кој сум судија, кој може мене да ме суди? Ти моли Бога, јас побрго да умрам, за да сум на себе си, а кога ќе дојдеш ти таму, да за те пресудам да те клаат во рај. Ете тоа да ми речеш, жено, е рекол. На тоа згора заќутила жената и чекала саато да убри судијата и после таа. По годиње многу убрил судијата и по малце годиње убрила и жената му и која ја однесол ангело на небеса, ја представил пред Бога да ја суди и Господ заповедал да ја тргаат на Терезија и да видат за на кое место ет. Дали за во вечна, дали за во рај. Дошла на Терезијата за во рај и тамо ја клале. Сполај, Господи, си рекла со умо, оти да го нема бажот ми при Терезијата да суди као што ми велеше на оној век која бевме. Ја чекај да го побарам низ рајо, да нешто е клае на друго место да суди. Шетајќи низ рајо, поминала покрај рајо до вечна и чула еден глас од среде вечна да ја вика бажот ја: Добре дојде, жено, добре дојде. Која ја виде жената судијата, закопан до гуша во катрано и смолата кај што варја, се зачудела, оти да биде тој до гуша и го молила да застани на нозе за да го види цел, а не само главата. Оф, бори жено, ја рекол, ако не е царо и књазо под мојве нозе, и главата немаше да ми ја видиш. Шуќур на див што се од мене 1000 пати погрешни, да можам да се испрам на нозе и да ми ја видиш главата. Слушај, жено, што ќе ти кажам. Научи се од некој ангел, што ќе оди долу до земјата, да му речат на двајцата ни синови да не бидат судии. Оти и тие овде ќе дојдат за мака да тргаат. Чунќи и тие право не судат, како што судев јас. Чунќи Господј суди ја овде и суди со Терезија, некако јас по тавмина, кој е за псаана го пуштав, а кој е за пуштање го затворав. Која и чула тие зборови жената, се прекрстила и се почудила и си ошла во рајо да го моли Бога да ја го прости мажо.